постои опасност, веќе укажуваат, да речеме, гувернерот на Централната банка на САД Пауел, укажа дека ова што Трамп го прави сигурно ќе доведе до намалување на стапките на економскиот раст, до зголемување на инфлацијата и до можна рецесија. Македонија има многу мала преговарачка моќ, таа е многу мала, а слободна трговија би значило увоз-извоз без царини, што е подобро да речеме од колку царини од 33%. Војната со царините може да биде шанса за Македонија за извоз, оцени деновиве министерката за финансии Кочовска. Што вие мислите? Не знам. Дали сме сведоци на селективна правда? Дека има селективност има, дека има неказнивост од страна на правниот систем, исто така има. Дека таа неказнивост лошо действува и понатаму ја засилува корупцијата, исто така е точно. Во какво општество живееме? Па живееме во општество во кое што имаме медиокритети, во кое што не секогаш се цени она што значи квалитет. Оние кои што се посовесни, кај кои што нивото на совесност е повисоко, имаат пониско задоволство од животот. Највисокиот степен на психолошка болка е загуба на сопственото дете. На Велики петок во очи Великден. Гледајте го новото празнично издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостуваат тројца соговорници. Ескалира трговската војна меѓу двете светски економии. Белата куќа објави дека Кина ќе се соочи со царини од дури 245% за извоз во САД. Златото станува најпопуларна форма на штедење. Неговата цена може да достигне до $7,000. Во ово издание на Тренинг гостин ќе биде академик Таки Фити. Добре дојдовте во емисијата, академик Фити. Добар ден. Дали на сцена е ново преструктурирање на економијата и на финансиите на глобално ниво? Видите, точно е тоа дека на повидок е силна, скоро без преседан во досегашната економска историја трговска војна и не само на релација Соединетите Американски држави и Кина, ама и пошироко, бидејќи гледате односите се затегнати во однос на Европската унија и на многу други земји кои што инаку се традиционални пријатели на Соединетите Американски држави. Она што сакам во овој момент да го истакнам, можеби повеќе и заради нашите гледачи, тоа е фактот дека меѓународната трговија со добра, значи со стоки и услуги представува еден од најзначајните лостови, двигател на економскиот раст и развој на секоја национална економија и на светската економија во целина. Тоа е основен лост и на глобализацијата. Затоа кога гледате историјата на меѓународната трговија после Втората светска војна, после 1947, ќе видите дека постојат константни, перманентни напори за либерализација на дворешната трговија, која што во основа опфаќа намалување на царините за сите видови на производи, меѓутоа исто така и либерализација на меѓународните текови на капиталот, на движењето на капиталот во неговите двете основни форми: странски директни инвестиции и портфолио инвестиции. 1947 е формирана општата ГАТ, тоа е општа спогодба за трговија и тарифи, и таа организација се бореше за либерализација на дорешната трговија, а наследник нејзин е Светската трговска организација во 1995 година. Под чии закрила се организира и така наречените рунди за либерализација, односно намалување на царините и другите безцарински бариери во глобални рамки. Последниот пакет предвидува дека ако се реализираат неговите мерки за понатамошна либерализација, значи и на тековите на стоки и на тековите на услуги, тогаш надворешната трговија ќе се зголеми за $1,000 милиарди, а тоа ќе резултира со отварање на 18,000 нови работни места, особено во земјите во развој. Сето ова илустрира колку е многу значајна таа либерализација на меѓународните трговија и со стоки и со услуги. Сега што се случува? Обратни процеси. Ова е страшно што се случува и тоа може да предизвика и веќе предизвикува сериозни проблеми во глобални рамки. Постои ли реално опасност од рецесија светска
рецесија, како она во 2008 година? Добро, таа во 2007-2008 беше најсилната рецесија после големата депресија од 1930-тите години. Меѓутоа, опасност објективна постои. Затоа што, пазете, ако се заострат односите и ако намали трговијата меѓу Кина и САД, да не заборавиме дека се тоа двете водечки поголемини економии во светот. САД денес има бруто домашен производ од 29.000 милиарди долари. Тоа се трилиони, нели? Кина скоро 19.000. Двете земји заедно учесуваат со преку 20% во светскиот извоз и во светскиот увоз. Така што тоа би ги пореметило вкупните односи во светската економија и постои опасност, веќе укажуваат, да речеме, гувернерот на Централната банка на САД Пауел, укажа дека ова што Трамп го прави сигурно ќе доведе до намалување на стапките на економскиот раст, до зголемување на инфлацијата и до можна рецесија. Дали оваа трговска војна може да биде предвестник за нов светски конфликт, пред се, имајќи во предвид дека главната економска сила, двете најголеми економски сили, САД и Кина, се во своевидна не своевидна, туку веќе во голема трговска војна. Да, двете тие економии се во трговска војна, тоа е точно. Меѓутоа, она што овде посебно треба да се истакне дека непријателствата меѓу Кина и Америка има две основи. Првата е идеолошка основа. Кина ден денес се декларира како комунистичка земја, иако суштински гледано таа има капитализам, капиталистички систем кој што почна да го воспоставува многу одамна. Тоа е капитализам од кинески тип, но е во основа пазарна економија и капитализам. Така да, другата работа е економската основа на овие непријателства меѓу двете земји. Таа е многу позначајна, а економската основа се огледа во фактот што брзо расте економската моќ на Кина. САД ги губи позициите, релативната економска моќ на САД се намалува во однос на Кина и во однос, да речеме, и на други земји кои што во светот се јавува и кои што обично ги опфаќаме со терминот emergency, нели, земји во подем. Академик Фити, може ли Кина да има влијание на европскиот континент со своји производи, а со тоа да ги потисне останатите земји? Пред се Америка. Кина има многу агресивна извозна политика. И во поглед на извозот на добра и услуги, и во поглед на странските директни инвестиции. Вие знаете дека таа многу извезува во рамките на регионот, во рамките на членките на земјите на БРИКС, но исто така има многу извоз и странски директни инвестиции и во Африка, африканскиот континент. Влезе со своји инвестиции дури и во некои европски земји, во Грција, да речеме. Соседна Србија зеде големи кредити и така натаму, исто така за инфраструктурни објекти и слично. Она што е битно, мислам дека Европа ќе биде многу предпазлива во однос на таа агресивна политика со Кина, бидејќи и сега Европа ги предупредува земји како што се Македонија, Србија и други, дека треба да бидат многу, многу внимателни, затоа што, гледате, тука има еден друг проблем. Кога станува збор за извозот на стоки и услуги од Кина, Кина има голема државна помош, субвенции и така натаму, кои што иначе се во основа забранети. Светската трговска организација не ги толерира. Исто така има голема склоност кон корупција и слично, затоа Европската Унија е многу, да речем, предпазлива. Деновиве излезе информација дека ќе дозволи Европската Унија увоз на кинески автомобили, особено овие електричните, во земјите во Европската Унија, но под еден услов. Ако се постави минимална цена на која што кинезите мора да се придржуваат. Како гледате на оваа топло-ладно политика на американскиот претседател, кој сега своевидно донесе своевидна одлука за одложено дејство во однос на царините? Дали тоа значи дека остава простор низ билатерални договори да се усогласат земјите? Да, тоа е многу интересно прашање.
Прво, лично мислам дека председателот Трамп не очекуваше ваква силна, енергична реакција од останатиот дел на светот. Европската Унија, која што не треба да се потцени, тоа е прво традиционален пријател на САД, традиционален трговски партнер на САД, пазар со 400 милиони луѓе, со огромна абсорбциона моќ, технолошки силни земји и така натаму. Видите, тој можеби не очекуваше таква реакција од Европската Унија. Тие веднаш рекоа дека ќе одат со контрамерки. Кинезите рекоа дека ќе одиме со контрамерки и многу други земји, Канада, Мексико, кои што се исто така нивни пријатели и се заедно во така наречената нафта, она северноамериканска спогодба за трговија и царини, сите изреагира силно. Од друга страна, мислам дека настанаа турбуленции внатре во рамките на економскиот тим на председателот Трамп. Знаете дека Наваро, кој што е заговорник на протекционизам и кој што е фактички архитект на ова политика на зголемување на царините и другите нецарински пречки или лимити во меѓународната трговија, дојде во силен судар со Маск, кој што е пак задолжен за ефикасноста на владината администрација и така натаму, дури меѓу себе се изнавредија со многу лоши зборови. Академик Фити, дали како македонската влада може да преговара за намалување на царинските давачки со Соединетите Американски држави, откако претходно ни воведува 33% царин? Да, тоа беше изненадување, не очекува представниците на нашите власти. Меѓутоа, тој така постапи спрема сите земји, постапи неселективно, нема врска многу она формула што ја кажа и трговскиот дефицит, повеќе одлуките се, да речем, политички, дури има воведувано, се смеат во Америка царини во некои острови таму, не знам, на Пацификот, кај што не живеат луѓе, живеат само фоки. Значи, администрацијата, бирократијата си го направи својо, по некој автоматизам тргна тој бран. Видите, кај нас, вие знаете дека се јави некоја идеја за слободна трговија, дека ние ќе можеме да истесуваме третман на слободна трговија, значи трговија без царини со Соединетите Американски држави. Не знам колку е тоа реално, особено заради фактот што Македонија има многу мала преговарачка моќ, таа е многу мала, а слободна трговија би значило увоз и извоз без царини, што е подобро да речеме од колку царини од 33%. Војната со царините може да биде шанса за Македонија за извоз, оцени деновиве Министерката за финансии Кочовска. Што вие мислите? Не знам во која смисла и како, меѓутоа секоја војна што е поврзана со зголемување на царините и воведување на други пречки, во основа води до контракција на светската трговија. Особено ако се случи рецесија. Јас ќе ве посетам, рецесијата 2007-2008, што се случи со надворешната трговија на Македонија? Извозот само во однос на три земји, кон Грција, кон Германија и кон Италија, кои што тогаш беа нашите најголеми, значи 2008-2009 година трговски партнери, се намали за 1,2 милиарди долари. Вкупниот извоз тога беше 3,9 милиарди долари. Така да тоа може да биде шанса, ако се случи рецесија, нема шанса за никоја земја, бидејќи ќе дојде до контракција на извозот и така натаму. Академик Фити, јавниот долг изнесува 62,4%. Дали ова се должи на постојните фискални дефицити? Па не, јавниот долг и така се формира. Кога расте буџетскиот дефицит, доаѓа до кумулирање фактички на јавниот долг. Бидејќи буџетските дефицити настануваат со задолжување на земјата, надор, земање на кредити, заеми и така натаму. Но сега е на највисоко ниво сега јавниот долг. Најверојатно на највисоко ниво и тоа е еден сериозен проблем за Македонија. Фактички сега сме во ситуација кога фискалниот простор на земјата е исцрпен. Многу е опасно ако се случи некоја нова поголема криза или некој нов вирус како што беше со COVID-19 и така натаму, бидејќи во ваква ситуација со толку големи буџетски дефицити и толку висок кумулиран јавен долг, Македонија не ќе може да интервенира како што беше тоа случај за време на големата рецесија 2007-2008 година.
И тоа е сериозен проблем, и тоа покажува дека она што владата мора да го прави од денес натаму, тоа е да се премине конкретно на процес на фискална консолидација. А тоа значи сведување на буџетските дефицити во нормални рамки за Македонија. Нормална рамка за Македонија е да не биде поголем од 3%, дури за мене и под 2% треба да биде, за да не доаѓа до кумулирање на долгот. Тоа не е едноставно, не. Што прави Македонската академија на науки и уметности во време кога имаме постојани, перманентни светски движења? Академијата има направено серија на стратегии. Неодамно имаше средба вашиот председател, академик Попов, со председателот на владата Мицковски, со идеја за нова стратегија долгорочна. При тоа заборавајќи дека академијата има изработено изминативе години неколку стратегии. Да, меѓутоа нова стратегија е изработена сега. 2024 година се вика Национална развојна стратегија на Република Македонија за периодот 2024-2044. Таа стратегија е изработена во последниве 2-3 години, каде што Ману навистина не беше лидер, меѓутоа имаше активна партиципација и заврши најголем дел од таа стратегија. И после се направија некои конфузии и забуни, затоа што недоволно сме транспарентни и Ману, и сите други учесници во изработката на таа стратегија. После премиерот Мицковски рече дека треба да се направи стратегија до 50-та година. Фактички, ако имаме до 2044-та, ние можеме тие проекции многу лесно да ги екстраполираме до 2050 година. И тоа постои национална стратегија која што мисламе многу добар документ. И тука се офатени клучните прашања и проблеми, и тука има на еден и друг начин решенија, мерки, политики за ова за што вие ме прашува. Ние имаме неколку 6 области се истретирани тука. Првата област е одржлива, иновативна и конкурентна економија. Што да се направи да се постигне таа цел до 2044 година. Втората е одржлив регионален и локален економски развој. Третата е демографска ревитализација. Сериозен проблем е со демографијата во Република Македонија. Другата многу значајна е владење на правото, меѓутоа во контекстот на европските интеграции. Зелената транзиција е исто така посебна област, безбедноста и справување со ризици на општеството се посебни области. Тука беа вклучени огромен број на експерти. И што е најбитно, тој документ е усвоен од страна на владата на Република Македонија и усвоен од Собранието на Република Македонија, така што сега има сила на закон. Формиран е Национален совет за развој, кој што треба да ја следи имплементацијата на се она што е напишано во таму. А таму се дадени за секоја тематска област, што од овие што ги спомнав, дадена е мисијата, визијата, целите, приоритетите и институциите кои што се задолжени за нивна реализација. Ману во следниот период ќе има значајна улога во мониторинг на имплементацијата и ќе помага тука толку колку што може. Згора на тоа ние сега, бидејќи имаме значајна советодавна функција, има разговори меѓу нашиот председател и премиерот, Ману да излези со неколку многу значајни проекти и да направи стратегиски документи за некои значајни приоритетни прашања, малку пошироко да ги обработи. И стратегијата, знаете, таа е на 30-40 страни, тоа се глобални работи, иако постојат во текот на нејзината изработка 24 документи, каде што пошироко се третирани тие проблеми. Академик Фити, дали како држава водиме прозападна или анти-ЕУ политика и како да постои сега дилема кон кого да се приклониме, кон САД или кон Европската унија? Точно е таа ваша забелешка, постои некаква дилема и таа работа се подгрева од страна и на некои аналитичари, од страна на пишување на новинари и така натаму, особено заради тоа што нашиот пат кон Европската унија е во основа блокиран, меѓу другото заради и еден некоректен однос на Европската унија во смисла што дозволи билатерализација на проблемот и прашањето
со идентитетот и македонскиот јазик визави Бугарија, со оглед на тоа што бавно оди тој процес, со оглед на тоа што скапо тоа го плативме целата евроинтеграција, евроатлантска интеграција, промена на името и така натаму. Меѓутоа за мене, и мислам дека тоа е вистинскиот третман, оваа дилема е лажна дилема. Останува фактот дека ние сме стратегиски пријатели со Соединетите Американски држави. И тоа е потврдено, тие се наш голем пријател, тие секогаш не поддржуваат и не охрабруваат да ги засилиме реформите за приближување кон европската интеграција. Никој нема проблем во Америка или дилема дека местото на Македонија е во европската интеграција. А суштински гледано, нашето место е таму. Ние географски припаѓаме кон европската заедница. Ние економски имаме силни врски со Европската Унија. 80% од надворешно трговската размена е со Европската Унија. Нашите најголеми стратегиски партнери, вклучувајќи Германија, се во Европската Унија. Европската Унија, како што спомнав, има огромен пазар од 400 милиони луѓе со висок доход и висока апсорбциона моќ. Кај ќе одиме ние? Ќе одиме во Бриксел и ќе одиме во Америка? Гледате колкав е извозот во Америка со оглед на далечината, транспортните трошоци и така натаму. Значи, и јас мислам дека и од овие изјави што ги слушам, да речеме, и од представници на владата, барем според изјавите останува таа стратешка ориентација кон Европската Унија, но друго е прашање колку брзо ќе успееме да ги надминиме тие проблеми и да надминиме оваа блокада моментална што сега ја имаме и што ја испорачува Бугарија, и не само Бугарија, и некои други земји на Европската Унија стојат за тоа. По трагедијата во Кочани произлезе лидерската средба меѓу лидерите на двете најголеми партии СДСМ и ВМРО ДПМН со идеја за нов општествен договор. Колку во вакви околности на политичка поларизираност, на диаметрално спротивставени позиции може да се изгради широк консензус за и да се формира тој така наречен нов општествен договор кој би придонел во зацртување на јасните стратегиски цели на државата? Мислам тоа е многу значајно прашање, но за жал и болна точка на Република Македонија, бидејќи со текот на времето, де факто од осамостојувањето до денес е направена голема поларизација меѓу политичките партии. И во македонскиот блок, а во поново време и во албанскиот блок на политички партии. Видите, расте амонизитетот, непријателството. Често пати тие се третираат како вистински непријатели, а се фактички само политички противници. Мислам дека тука треба да се најде некаков компромис. Основно е со тек на време да се демократизираат односите внатре во самите политички партии. Тоа е првата работа. Да расте комуникацијата, но и начинот на комуникација меѓу представниците на партиите. Гледате, таа комуникација често пати паѓа на недозволено ниско рамниште, често пати оди со перманентно навредување на личноста на политичари, вклучувајќи честни, поштени политичари кои што сакат навистина да помогнат на земјата, па тоа ги обесхрабрува паметни луѓе и поштени луѓе да влегуваат во политика и така натаму. Треба да расте политичката култура кај широкото членство на сите партии и култура на комуникација, на градење на доверба, на градење на консенсус. Овој чекор што сега е направен, јас го оценувам како добар, меѓутоа далеко сме од тоа дека брзо ќе го постигнеме тоа. А гледате, сите земји постигнуваат таков консенсус за стратегиски прашања, без оглед дали се тие прашања од областа на економијата или во нашиот случај дали се прашања од идентитетски карактер и така натаму. Треба да се продолжи на тоа. Партиите нека си се конкурираат, ама нека се конкурираат и нека се критикуваат меѓу себе врз база на проекти, а не врз база на 300 други работи, и се разбира дека еден услов и за економскиот раст и развој, и за тој консенсус и така натаму е силна борба спрема корупцијата. Не на хартија, не со флоскули, нулта корупција и така натаму.
фактички, бидејќи тоа е многу сериозен проблем и тоа, како што гледате, секогаш дополнително ги распламтува односите меѓу партиите. Значи, треба тука да се направи силен чекор, бидејќи корупцијата ќе ја уништи оваа земја. Дали сме сведоци на селективна правда? А не знам, тоа повеќе треба да му го поставите на правници, така? Се колку е тоа селективна правда, има такви оптужувања и од едните и од другите, зависи кој во која позиција е. Меѓутоа ние имаме селективност. Имаме селективност сигурно, не само во овој момент, малку пошироко, вие впрочем гледате дека довербата на судството е 2-3% од страна на граѓаните. Судството е крајно неефикасно. Најголемите, најтешките проблеми се во доменот на судството. А судскиот систем легуваат во тие регулаторни институции кои што ги создаваат неопходните услови за креирање на функционална пазарна економија. Луѓето не се свесни колку е судскиот систем, владењето на правото, колку се поврзани фактички со економијата, со институциите, нивниот квалитет, нивниот капацитет на дејствување и така натаму. И затоа тоа е една од најбитните реформи. И ние во нашата стратегија има заклучок, врз база на факти и на математски модели, дека најсилно влијание на идниот развој во Македонија во почетокот ќе има делот од економијата, одржлива, конкурентна, продуктивна, иновативна економија, но дека на долг рок се повеќе ќе расте значењето на владењето на правото и борбата против корупцијата и доброто владење воопшто во земјата. Така да дека има селективност има, дека има неказнивост од страна на правниот систем, исто така има. Дека таа неказнивост лошо действува и понатаму ја засилува корупцијата, исто така е точно. И лично мислам дека најголемата, најзначајната реформа треба да биде таму, а таа е поврзана со сите други области на општественото живење. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Трилинг. Благодарам и вас. Ученици кои што се трудат, ученици кои што учат и ученици кои што заслужено добиваат високи оценки, на крајот од учебната година се изедначени со оние кои што ги добиваат високите оценки не заради својот труд или заради својата заслуга, туку просто заради тоа што ги добиле на поклон. Тогаш е тоа демотивирачки за оние кои што навистина учат.